Благодарам подпредседателя, почитувана јавност. Вреди неколку работи и неколку факти да се напоменат од оваа дискусија. Прво се приклучувам кон елаборацијата на заменик министерот. Да, имаше пресконференција од министерката за финансии. Да, точно е. 3,8% раст на брутов домашен производ. Да, точно е. Во овој квартал трето место во Европа и тоа е точно. Да, исто така се изведуваат проекти. Да, ова е прераспределба која што се прави секогаш, но знаете ли која е клучната разлика во минатото, кога СДСМ беше на власт? Добивавме вакви прераспределби за буџетски средства, за да можеме да префрлиме средства за ликвидност на ЕЛЕМ, па потоа видовме каде завршувале тие пари. Но ајде да се позиционираме на главно 4 столба кои што треба да се кажат од оваа одлука. Прво, зошто се носи и каде ќе одат парите? Во фондот за здравствено осигурување, почитувана, има 823 милиони денари повеќе трансферирани. Тоа значи подобри здравствени услуги, повеќе лекови, подобра поддршка на здравствениот систем. Да, точно има во фондот за пензиско осигурување, тоа значи дека пензиите ќе се исплаќаат на први, оние пензии кои што се 6.000 денари покачени, наредната година со Господ напред уште 1000 7.000 денари. Тоа не се случило во историјата на независна Македонија, можело, но не се случило. Понатаму прашувате зашто се кратат овие средства. Ве замолувам да отворите на страна 22, па на страна 25, особено да го видите членот 7. Капиталните резерви за расходи се одземаат од некои ставки, ама се стават повторно во капитални проекти. Ако денеска сте ја следеле министерката, ќе видите дека растот во третиот квартал е 3,8%, но во тој раст учествува најмногу градежништвото, кое што за еден квартал има раст од 21%. Значи, тие средства се земаат од одредени ставки и одат во ставката, например, еве отворете на страна 25, член 7 повторно, Министерство за транспорт и врски, 1 милијарда денари повеќе има за стартот на имплементација на проектот за брзата пруга од коридорот 10. Или, ајде да идеме понатака, ако не ви се зборува за капитални проекти, ако не ви се зборува за брзи пруги, ако не ви се зборува зошто сега се двојат средства за исплата на обврски кон градење на автопати, можеме да зборуваме за образованието. Сакате да зборуваме за образованието? Плюс 531 милион денари повеќе во оваа прераспределба на средства кои што треба да се докапитализираат до крајот на годината. Или ако сакате попластично да објаснам, во буџетот за 2025 година имате рекорден број кој што треба да се издвои за образование, во ребаланс имате плюс пари кои што треба да се издвојат за образование и сега во прераспределбата имате уште 531 милион денар кои што треба да се издвојат за образованието. Таму иде оваа одлука и таму завршуваат овие пари. Мислам дека во интерес на вистината важно е да ги споменеме и овие факти. Благодарам.